Флашливо обвинение поднесено под притисок на јавноста. Тоа е актот за кочани. Според познавачите, ако воопшто има пресуда, таа нема да ги опфати сите обвинети. Адвокатот Драги Пешевски за Алфа вели дека при евентуална пресуда би одговарале многумина што можеби се и невини. Тука се пробува да се направи фалшливо обвинение во кое што на крај толку ќе се разводни целата ситуација и ќе трае со години заради бројот на обвинети и заради кривичното дело кое што е стаено, или се работи за притисок од јавноста, па да се направи такво обвинение во кое што ќе се обвини све до шесто колено што функционира во Кочани, функционирало по министерствата. Не можам да сватам. Според Пешевски, посебно проблематично е што во предметот има многу луѓе. Гледам дека се опфатени многу луѓе во многу различни периоди. Единственото што треба да го сватиме, посебно кога разговараме за кривичната постапка, е дека и за конкретно кривично дело е дека имаме време, место и начин на сторување на кривичното дело. Кога се работи за едно кривично дело, а кога се земаат периоди во последниве 20 години, мислам дека ситуацијата ќе испадне малце спорна. Според Пешевски, во овој случај постојат сомнежи дека се вмешани и други луѓе. Овој случај влече конци на други места и затоа реков, едина грешка што може обвинителството да ја направи е да направи обвинение по притисок на јавноста. Се надевам дека тоа нема да се случи. Сега ќе се ставам во функција на обвинител, иако напротив тоа не е мојата функција, јас сум од другата страна секогаш во постапката. Обвинението е жива материја, па ќе видиме понатаму во постапката, иако тоа според мене е злоупотребата на функцијата и менувањето на кривичните дела како што се менува со текот на водењето на постапката е погрешно. Инаку, според обвинението, 34 лица се седнуваат на обвинителна клупа за трагичен настан во Кочани, во кој што загинаа 62 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Скопскиот кривичен суд во целост го прифати обвинителниот акт и за 3 фирми и други физички лица, поднесе кривични пријави за едно кривично дело, тешки дела против општата сигурност.